Интензивно надлежните ги дезинфицираат улиците во градското подрачје. Согласно владините превентивни мерки, механизацијата на противпожарната екипа во содејство со екипите на јавното предпријатие ИСАР и општината ги спроведуваат предвидените мерки за заштита на граѓаните од коронавирусот. Освен ова, штипскиот градоначалник ги координира наредните активности со овдешните угостители, согласно мерката за скратување на нивното работно време. И се согласија за целосно почитување на оваа мерка. Владата е отворена на целосна соработка со тоа што доколку се јави и нова потреба за било каква поддршка и помош на нашите угостители, тоа ќе го направи, така што во овој момент ние како општина работиме на целосна заштита на граѓаните и од вчера попладнето започнавме со миење на улиците. Дел од расположливите ресурси на противпожарната екипа се вклучени во акцијата за дезинфекција и на контейнерите во градот. Моментално учествуваме со една противпожарна цистерна и на располагање го ставивме нашето специјално возило Амарок со кое се врши дезинфекцијата на контейнерите низ градот. Денеска нашите луѓе работија, значи 3 противпожарни кара со 2 возила. Со ова темпо ќе продолжиме и вечер и во утрешниот и понатаму ќе ја следеме состојбата. И надлежните работни единици на јавното предпријатие ИСАР интензивно од синоќа се на терен. Од вчера почнавме, нема да престанеме, ќе продолжиме покрај овие активности. ЈП ИСАР ги презуде активностите во однос на дезинфекција особено на филтер станицата, веќе вчера тоа го направивме и денеска за веќе сите работни единици и сите објекти се врши дезинфекција на сите објекти на ЈП ИСАР. Во меѓувреме, за доследна реализација на предвидените превентивни мерки против COVID-19 се вклучени екипи од Карвинската општина. Веќе преку Центарот за јавно здравје е закажано дезинфекција и дератизација на детската градинка Кокичиња, исто така и на основното училиште Страшо Пинџур. Значи, темелно ќе бидат дезинфицирани сите овие простори и покрај тоа што не се одвива настава и не се згржуваат дечиња, меѓутоа ние доследно ќе ја почитуваме одлуката на владата. Дезинфекција освен на улиците, локалните власти на Македонска Каменица вршат и дезинфекција на контейнерите. Во сите институции кои што се по надлежност на општината, до сите единки кориснички веќе спроведуваат моредна дезинфекција. Не ја спроведуваат основното општинско училиште Кирил и Методи, средното општинско училиште Милијанецки Џингар и детската градинка Бамби, додека јавното комунално предпријатие Камена река започна со перење и дезинфекција на контейнерите, исто така дезинфекција на просториите со дезинфекциони средства, која што ќе биде понатаму редовна постапка. И Делчевската општина превзема низа превентивни мерки со цел спречување на појавата и евентуално ширење на заразата од коронавирусот. Општина Делчево согласно со препораките од Министерството за здравство воведе рестриктивни мерки во смисла укинување на приемните денови, задолжителна дезинфекција на просториите на општина Делчево, а во текот на вчерашниот ден беше одржан информативен состанок со представници од местните урбани заедници со цел да се информираат за новиот начин на работа на општина Делчево и да се олесни комуникацијата со граѓаните и навремено да се одговара на барањето и потребите на граѓаните. Активностите продолжуваат и во наредниот период со перманентна дезинфекција на јавните површини и објекти во спомнатите општини, се со единствена цел – целосна заштита на населението од COVID-19.